COVID-19 кризата е предизвик за континуитетот на работата на сите организации, вклучително и на општинските совети. По деносувањето на посебна уредба од страна на владата на Република Северна Македонија, со која за прв пат се овозможува советите на општините да одржуваат онлайн седници, неколку општини ја искористија оваа можност. За да дознаеме како тие успеаа да одговорат на предизвикот преку дигитализација на процесите, ги пренесуваме искуствата на председателите на советите на општините Битола, Центар и на Тетово. Кога се наметна темата со кризата, со вирусот, се само ги забрза подготовките за одржување на таква онлайн седница и ја одржавме онлайн седницата. Мислам дека успешно. Советниците многу сериозно си ја сватија работата, дури според мене многу повеќе колку што го одржавме досега како седница, дали затоа што беше прв пат ваква седница, сите беа точни, сите беа навреме приклучени на платформата. Domethënë, ideja për të mbajt seanca online ishte që nga momenti kur u pakësuan mundësitë për të mbajtur një seancë të rregullt, kështu që mundësia e vetme në këtë kohë pandemie ishte mundësia, domethënë, e mbajtjes seancës online. Дигиталната трансформација на општината и нејзиното функционирање ги сметам за многу важни да се обезбеди една средина за работа во која ќе се располага со податоци, процесите ќе се забрзаат, а низ анализи на податоци ќе се донесуваат и подобри одлуки. Ова одржување на онлайн седници, како и електронски совет, не беа непознати теми. Пандемијата и кризата ни направи да исчекуриме со значителен чекор напред кон дигитализација и за да го зачуваме сопственото здравје и за да го зачуваме здравјето на колегите советници, одржавме веќе 2 седници на електронска платформа за комуникација. Сега, благодарејќи на UNDP и оваа програма што ја имаме за екнување, учествуваме во овој проект за екнување на општинските совети, ние добивме и опрема за директно снимање на седниците и седниците на Советот на општина Битола директно на YouTube и снимката на седницата се поставува на официјалната веб страна на општината. Секој кој сака да ги гледа седниците, може да ги гледа целокупниот тек на седницата и во живо и со одложена снимка потоа. Duke ju faleminderuar programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim UNDP dhe me mbështetjen financiare të Agjencisë Zviceriane për zhvillim dhe bashkëpunim me SDC, domethënë na ka mundsuar që të kemi qasje dhe na janë krijuar profile personale të çdo këshilltari, jo vetëm në komunën e Tetovës, por në të gjithë komunat e tjera të cilat janë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që të shfrytëzojmë këto platforma me qëllim që këshilltarëve të bëhet sa më e lehtë puna e tyre në seanca. Do thonë këtu parashofim edhe platformën e konferenca, platformën për materiale, të punën e trajnimeve, logimin në disa aplikacione e kështu me radhë. Domethënë, e gjitha është si synim ka, domethënë që puna të lehtësohet këshilltarëve komunal edhe kryetarëve të këshillit të komunës. Придобивките се позитивни и за животната средина. Тога се намалуваа печатените материјали за работа, помалку се генерираше отпад, помалку намалување имаше на издувни гасови, нели така натаму, се што е критично за остварување на некаква и климатска неутралност. E konstatoj që seanca e 30 e Këshillit të Komunës së Tetovës, domethënë është e mbyllur. Konstatiram дека 30-та седница на Советот на општина Тетово се прогласува за завршена. Faleminderit, miru takofshim në rrethana tjera. Довидување и се гледаме во други прилики. Miru pafshim, faleminderit. Пријатно. За повеќе информации во врска со проектот, начинот на онлайн функционирање на советите и развиените електронски алатки, проектниот тим при УНДП и вработените во ЗЕЛС и во АФО ви стојат на располагање.